Дали би права на шегаče, маче на шегаče. Многу мина од СДС ми пишуваат или ќе ме сретнат на улица, обични луѓе членови на СДС и ми велат: "Аве Сашо, знаеме дека нашиве се грешни ко трудни ѓавли. Ама зошто не нарекуваш квислинзи, па после и народот не нарекува така нас обичните членови на СДС? Не ли е премногу тежок зборот квислинг или во превод подјармен слуга на странски сили? Аве, другарчина од СДС, бегајте од таму додека уште е време. Ако баш неќете да пребегате во ВМРО, а нема зашто да неќете кога можете да се пишувате албанци за вработување, можете и како комуњарчиња да гласате за ВМРО, тогаш бегајте кај Димче Девица, Левица или кај Максо Певица. Не останувајте у СДС, бе, зашто камен на камен нема да остане. А сега да ви објаснам лесно како песна, да не решам да ви го свирнам. Да ве напучам ко Александар, што ги напучи сите што ги окупираше на времето. Да не решам да ви го свирнам, тоест да ви го отсвирам песничево лесно. Што е според вас премиерот или председателот на оваа држава ако треба за одложување на рокот за вадење пасоши кој е неуставен да ја праша, да кажеме, Грција и при тоа нема гз да се јави месец дена? Што е тој што прашува странски држави дали може да направи нешто што е од интерес на државата со кое што управува? Да не ви го цитирам уставот и законот дека секој оној кој ќе стави својата држава во подредена положба кон некоја странска држава ќе се смета за предавник и подлежи на казна затвор до 5 години. 5 години затвор за квисли? Малце, бе. У времето на Тито немаше за квислици 5 години затвор. Имаше напучуење, ама пред стрелачки вод. 3 дена после преката пресуда, после прекиот суд. Ако треба, за да сменат рок на пасоши за кои нивните сопствени граѓани плаќаат 2 рати и чекаат и мрзнат во редови со мали деца по 12 часа, ако треба за тоа да го прашаат Мицотакис, па шо себе тие? Хајде, господа членови од СДС, одговорете. И при тоа, пазете, се натегаат кој да му се јавел и тоа јавно го објавуваат како доблест. Демек, еве, ќе ги прашаме грците, бугарите, шо се буните, бе? Ќе ги прашаме најљубезно. И они љубезно ќе ни одговорат: смеете, не смеете. До кој степен го донесува предавството на оваа земја. А Грција, мадината, не ги чешаат од тој скапан преспански договор, немаат испочитувано ништо. Ама како што тврди поренешниот председател Иванов, се искешираат 120 милиона на домашниве лепотани и чекаат извршување на превземените обврски. А што правиме ако е точно, а 99% е точно дека овие земале пари? Не сме сигурни, значи не можеме да тврдиме, ама еве, така се збори, дека зеле пари. Па тоа е предавство од најлош вид. Предавство за пари. А Иванов, кој беше шеф и на македонското разузнавање и врховен командант по долг период, цели 10 години во 2 мандата, сигурно дека ги знае работите од прва рака. Епа, драги мои обични членови од СДС, што се тоа ако не се квиснизи? Да не земаме пример дека непринципиелно е антидемократски советување дека ќе им дадат неограничена власт, каква што гледаме сега од ДУИ и Алијанса, им ветуваат на албанските партии да одат со нив заеднички на избори, на заеднички листи, само со цел да се спасат со албанските гласови. Не ли е и тоа предавство на македонските интереси само за да останат на власт? И после да формираат влада во која ќе има 20 министри албанци, премиер, председател на собрание, а СДС ќе глуми малцинство во некоја си така наречено проевропска влада. Лап лап лап, лап лап лап, лап 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 лап, Евростап, Евростап, лап лап лап, лап 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 лап, Евростап. Не се тоа квислинзи.
Не затоа што ќе одат со албанците во коалиција, затоа што само од предавничките причини нивни ќе создадат влада во која малцинството ќе владее со мнозинството поради нивната политика. Апартхейд, класичен, кој во Јужна Африка пред 30 и кусур години. Или едноставно зашто некој со 20 пратеници во парламент да има 20 министри? Каде го има бе тоа? Во која држава? Тоа се раководството на СДС, само за да се спасат од криминалот и предасфалта што ги направија во изминативе 7 години. А за тоа како ДУИ и Алијанса владеат, и не треба повеќе да се зборува. Секој ден слушате како владеат, секој ден чувствувате на своја кожа, секој ден има по некој нов скандал. Абе, скандали ве ги прават као да зимаат антибиотици бе на секој 8 сата. Не дочекуваат ни 12 сата, ни 20, на 8 сата бе, нов скандал. Замислете го следниот член на фондот за иновации од ДУИ земал па си отворил фирма, па сам на себе си доделил грант од 10.000 евра. Се почастил малци. За кикирики за себе. Абе, за Кири и Рашковски не лежат за истата работа. Ама за Кири не е ДУИ. ДУИ се американско милениче. Зајче со волчи забик од книгите на Стивен Кинг. Милно американско домашно галениче кое кине што стигне и колку стигне. Абе, не ви ги кине завесите? Не ви кака удневна по персијанецот? Државата ви ја распарчуе, море, хеј. СДС веќе склучиле пакт со Луцифер, како ДУИ мислам, да останат на власт. А вие овци за месо и волна да гласате за СДС за да може ДУИ пак да владее. Тоа е вистината, драги мои членови на СДС. И не ми пишувајте веќе, јас немам моќ. Шо можам бе ја да сменам? Јас сум само так. Стендап, комичар, изведувач, сатиричар, следач на состојбите. Јас немам сила. Немам сила да менувам државава политички. Немам таа сила. Освен што можам да ги напучам овие од СДС, многу јако. Ама вие имате сила. Со вашето пенкало. Па нели бевте државотворна партија? А сега сте државотворна партија. Зашто државата од вас смрди ка твор бе смрди. Смрди сегде. Во Европа и светот. И тоа квислиншки твор. Твор квислинг ти е највише смрдат. Трујат! Сред војна, опустошена, поделена, која има 15 милиони бегалци во ЕУ и светов, која е пред тежок воен пораз, која загуби 23% од територијата кои никогаш нема да ги врати, која уште кој знае што ќе загуби, доби зелено светло за преговори со ЕУ. А ние добивме еден Дик Трейси. Дик Трейси во ладна вода. 8 дел. Ама ние сме навикнати на Дик Трейси. Уствари, ние го лапкаме Дик Трейси. Си го лапкаме Дик Трейси. Трајси. Европа. Ни го начука Дик Трейси. Дик Трейси до крај. Немиен. Кој знае по кој пат. И така, СДС кој што смени име на државата, кој што договара со Бугарија по бугарчување на македонскиот јазик и историја. Дик Трейси. Договара промена на име на јазик само за влез во ЕУ. Беа во Брисел, се вратија со купус кисел,
Па добро, сега не баш што се вика со празни раце, баба ми викаше кој ќе си ga бара, тој ќе си ga најде. Се вратија со еден поголем компир, очите да ти истечат колку е голем. Многу е голем. Не требаше да спомнам Дик Трейси. Или не беше компир? Абе, битно на... битно на К беше. Еби га. Стариве знаја многу животни мудрости. Нараво учение, не е опозицијата виновна. Таче, туку работата е во тоа што предавниците никој не ги почитува баш заради тоа што се спремни на секое предаство за да остварат цел и да останат на власт. Предавникот на крај е секогаш презрен од неговите работодавачи. Ќурко една американска! Така ти тепам, од мило ти ga викам вака. Повелем срам и дебакал од овој не можевме да доживееме. Таче, после ова треба веднаш да си дадеш оставка. Ама нема да дадеш. Ти не знаеш што е морал и доблест. Ти всушност не си ни политичар, не си бил во кампања, не си имал програма, ти си клон на Заев. Дик Трейси! Тоа е таа струмичко-кумановска врска. Тоа е еба мамата на Македонија, селјаци и селјоци, ама за испомпување пари од државата сте цареви, посебно со косовариве у тандем, и за правење на голема држава, ама не наша. Автопат кон Албанија, 1.300.000 и тунел кон Косово, 200 милиона. Трансферзала криминала. Или трансферзала голема Албанија без Македонија, пардон, северна. Сите од СД заслуживте колективен презир и плукања, меби квишлишки. Вас всушност ве боли патка, се враќате пак на своите плати од 150.000 денари, додека ние ги броиме ситните пари денеска за лебото од 43 денари. Си викате, битен и датум ни преговори, само ние да муземе и да лапаме, она што ќе остане од дуи, нели? Ете ви ја вашата ЕУ превртлива, злобна и лицемерна. Какви реформи, какво судство, какви бакрачи, бе. Таа ЕУ прави како што ќе им кажат сад. Тие се главните ебачи на ситуацијава. Секогаш кога има добра ситуација за Македонија, тие го ебат моментот. Ова е познато од корпоративниот свет што тие го измислија. Тоа се сад, бе. Нашите сојузници што ни го сексаат, мадарфакерот на 30-33 години веќе. Ама вие како познати пуси сингер, само дувате и лижете. Балек пуси, смели пуси, вакви пуси, онакви пусис. И чекате да прсне солениот салеп. Што не ги прашате сега зашто седат на страна и фаќаат сеир додека ЕУ и Бугарија ве тртат каде стигнат. Ги заболе тој диктор. Дик Трейси ги заболе нив за нас. Истиот оној Дик Трейси што го лапнавте у Брисел? Лапни си Дик и Трейси! Влада на Република Северна Козебина. Тирарарам, парарарам, пар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 ам, пам 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 пам. Пам пам пам. Лап лап лап, машки стоп. Лап 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 лап. Лап 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 лап, машки стоп. Удба мора да работи 24 часа. Денеска нема да ви правам воведи, нема да кажувам алегории, нема да бидам сатиричен, нема да правам шеги на име на власта, нема да ја споменувам опозицијата. Денес ќе дадам еден епохален предлог. Ќе го образложам само со една реченица, пред да ве повикам да ме поддржите и заедно да го направиме голема народна акција која уште еднаш ќе покаже дека македонецот не е само колнач, туку патриот. Свој на своето, кој безусловно си ја сака собствената земја. Барем ние што останавме, што си ја сакаме Македонија, покрај символите, кои што ги има една земја и кои се национални, ја требаше да бидат и државни, како жолтиот лав и сонцето од Кутлеш, секоја нација има личност која ги поставила основите на националната кауза. Кога веќе во еден друг клип зборувавме дека сите народи околу нас и око се
се повеќе се плашат од нас поради синдромот Александар, сепак ние мораме од стотиците македонски дејци низ историјата да го одбереме најзначајниот. Од овие предавнициве, после Ацо што му е растурирала империјата, никој не заслужува да биде спомнат. Исто ко некои денешни партеници, например. Самуил е окей. Ама некако тажна му е приказнала. 14.000 ослепени, кои ден денес креираат слепци и кусогледи, едноставно не одговара на македонскиот лик за нацијата. Потоа се ликови како Карпош го наденале на кол. Добро се. Многу дејци, други револуционери, борци за слобода, од кои мнозинството не дочекале старост, но и тие биле епизодисти во македонскиот од пеколо до создавање држава. Па Втората светска војна, во која сериозен кандидат е Методи Антоновченто, првиот председател на Македонија, кој ги има сите атрибути да биде македонски национален лик, предаден, малтретиран од комунистите, вистински македонски маченик. Од овие новиве некој ќе рече Тито или Киро? Тито. Киро. Тито не е македонец. А ние не сме кој некои соседни народи, националните херои да ги земаме и да ни ги ставаат со кралска уредба. Кога било време да ни го стават, не ни го ставале. А сега фала, некои други се обидуваат да ни го стават, па сами ќе се избереме. Еве вака, со патриотска иницијатива. Киро едно време беше окей лик, веројатно заслугите за немање војна во Македонија и непродавање на македонските национални интереси му се огромни. Дури атентат му направија поради тоа, но сепак мислам дека ќе го држи второто високо место со Ченто. Потоа само Борис Трајковски е така да го споменеш и толку. Ако ги земеме овие новиве од осамостојувањето, констатацијата ќе биде во стилот на големиот Горан Стефановски. Македонија ќе имаше повеќе фајде ако татко им ги истолчкаше на камен, нели, тоа е уметничка слобода, мада некои би требало да бидат истолчкани и во американски тој Форкенев, затоа што 30 години тамо лижеа неистолчкани. И на крај не усреќа со нивните големи историски одлуки и нивното ограбување до коска на Македонија. Гледате, дека името не им го споменувам затоа што не сакам да го поганам видеово. Дали еден ден ќе дојдат подобри од нив, дали може би на следните избори ќе дојдат и подобри од нив, ќе видиме, но ова досега што беше да се поплукам, било и да не биде повеќе, да не се врати, ама нив да им се врати. И конечно, еве го мојот предлог. Јас, Сашо Тасевски, предлагам од овој момент секоја македонска куќа, секоја фирма, секоја сала, секој објект во земјава и ширум планетава на централниот зид да закачи слика од нашиот еден и единствен Гоце Делчев. Националниот Гоце, македонецот Гоце, Гоце кој го разбираше светот како поле за културен надпревар меѓу народите, кој беше лидер и водач и го даде животот за својот народ и својата земја, за секогаш на овој начин да биде во нашите срца и во нашето македонско око. Сликата на Гоце да биде за секој од нас, да ни дава сила и храброст, мудрост и истреност и верба дека Македонија ќе ја има и да не подсетува на неговата голема мисла. Јас не сум видел народ кој има повеќе предавници од македонскиот. Затоа Гоце треба да биде на сите мајци, реквизити, знамиња на македонската фаланга. Гоце да биде на секој освежувач во автомобил, Гоце да биде во името на нашите кафулиња, нашите производи, на нашето секојдневие. Ни го зема името Македонија, ни го зема поимот македонски, да не дадеме да ни го земат и Гоце Делчев затоа што тој е наш, а тие сакаат се што е наше затоа што најдобро така ќе не снема. Нема, има да не има. Јас почнувам прв, Гоце ќе стои тука и во срцето за секогаш. Ајде, македонски народе, за какви идеи си ти, да го ставиме Гоце во нашите мисли, душа и срце на нашите гради и секој зид нека го краси сликата на Гоце. Излези, момче, право на тераса и поздрави ја Гоцевата раса. Кренете раце високо горе, наше ке биде и Солунско поле. Какао! Лап, 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 мошки стап.
Lap, 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 mrški stap.